Осогово тргна со пораз во пролетниот дел на втората лига, откако екипата на Крсте Крстев загуби на гостувањето во Неготино, каде на Цвајрената беше поразен од Вардар Неготино со минимални 1:0. Ова беше дерби од дното на табелата, дерби каде победата и трите бодови беа императив и за двете екипи. Горан Тодорчев, тренерот на Вардар Неготино, Зебне телевизија, истакна дека е задоволен од одиграното, но и дека неговата екипа одиграла според договореното. Благодарност за фудбалерите, најпрво изиграа децата, потоа што се договориме сите го дадоа максимумот и победата ете, кога ќе дадиш максимум, мора да те награде и јас мислам дека заслужена е победата што ја очекувавме и што ја посакувавме на самиот почеток. Теренот не беше за добар фудбал. Тоа може да го видите и гледачите на МНЕТ телевизија кои имаа можност да го следат овој натпревар преку директен пренос. Немаше атрактивен фудбал, најчесто се избиваше топката, многу чести прекини, особено во првиот дел. Давид Спасов го постигна голот во 45-та минута за 1:0 на полувреме, а во втори дел Вардар Неготино тргна одлично, имаше и пречка и неколку одлични шанси, а голманот на Осогово Ѓорги Јовановски интервенираше во вистински момент и го држаше Осогово во игра барем за бод. Искорак правиме со оваа победа. Како што и гледаме и резултатите сите ни се во прилог, али ништо не е готово, ни се надеваме дека во наредните 3 до 4 утакмици да си го олесниме патот до опстанок. Вардар Неготино со овој триумф е чекор напред кога е во прашен опстанокот, но сега Осогово е деликатна ситуација каде практично ќе нема веќе право на грешки за баражот и ако се укаже прилика за директен опстанок. Со оглед на тоа што Вардар Неготино и Победа имаат бодовна залиха во однос на бараж зоната. Осогово останува во бараж зоната со 8 бодови, но сега Борец му се доближи на негатива од 2 бода, односно Велешин има 6 бода. Победа на 13-тото место со 15 бодови, а пак Вардар Неготино сега изби на 12-тото место со 17 бодови.